Златни монети, солиди и тремисија од Јустинијан I и железната мамуза која припаѓа на така наречениот готички тип мамузи со железно тркало, се само дел од бројните значајни артефакти пронајдени во годинашната кампања за истражување на локалитетот Градиште во кривопланечкото село Градец. Ископувањето на овој локалитет почнаа во 2013 година, а истите се вршат под капата на локалната установа Градски музеј Крива Паланка. При работната посета на министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска беше потенцирана важноста на овој локалитет кој се истражува со средства од Министерството согласно Националната програма за култура. Паралелно неколку години се работеше на локалитетот Градиште, овде во Крива Паланка, и денес имавме можност да видиме многу значајни наоди кои што беа откриени на самиот локалитет. Тоа се многу вредни предмети, значи видовме златни монети, бронзени монети, голем број на артефакти од керамика, од бронза и така натака, кои што беа пронајдени во рамките на истражувањето и оваа година и претходните години. Значи предметите потекнуваат од доцно бронзениот период до среден век, така да сите овие вредни наоди ќе со самата конзервација, која што како проект ќе биде одобрена од страна на Министерството за култура за следната година, очекуваме по конзервацијата овие вредни предмети и наоди да бидат изложени во археолошката поставка на самиот музеј. Координаторот на ископувањата, кустос советник Цоне Крстевски, рече дека не само златните монети, туку воопшто сите артефакти се потврда дека Градиштето, кое се наоѓало на трансверзалата Скупи Пауталија, е ризница на вредни докази кои говорат за животот на ова тло од доцно бронзено време до доцниот среден век. За артефактите само 3 збора, многу богата сезона, кампања. Се мислам додека копам ќе има, не се работи само за злато, ама има артефакти за кои едноставно може да не ги побарат сите музеи, не во Македонија, но во другите, дури европските музеи. Имаме прекрасно, значи од железо, бронза, стакло, керамика, се она што го краси археолошкиот свет, што рече и пратеникот Владко, дека она минатото, тие што го користе, ние сега го вадиме, го даваме на младите да го видат, едукацијата со тоа иде, значи практично ништо не се менува, но се само тоа движи во еден. Сите овие поставки делуваат и на нашите деца, моите сограѓани, нашите внуци и тука, сето тоа е во пријат овој градски музеј да биде стварно онако како што треба и да добие стварно место како национална установа во Република Македонија. Крстевски нагласи дека доколку се поврзат постојната црква во село Градец, испосницата на Свети Јоаким Осоговски и локалитетот Градиште, во иднина Крива Паланка ќе добие уште еден значаен туристички локалитет.